Света Дева Марија дурбеше во храмот, кој изучуваше Светото Писмо, му се молеше на Бога и како што знаеме од благовештенскиот празник, читајќи ги пророштвата, дека Бог ќе го испрати Месијата и Месијата дека ќе се роди надприродно од девојка и ќе зачне надприродно, таа застана и се размести и рече: Господи, кога би знаела која е таа девојка, би служила до крајот на мојот живот. И тогаш Архангелот Гаврил, кој што има послушание од Бога и задолжение да соопштува блага и радосна вест на човечкиот род, се појави и рече: Радувај се, благодатна Марија, Господ е со тебе, токму ти си таа избрана и благословена, да го сместиш во твојата утроба несместивиот Бог, Создателот на човечкиот род, да зачнеш и да го родиш спасението на светот. И како што велат црковните отци, учители на Вселената, ако преку жената влезе гревот во светот, преку прамајката Ева, преку преблагословената Богородица Дева Марија, дојде спасението на човечкиот род, ослободувањето од прародителскиот грев и ослободувањето од секаков грев, бидејќи Христос доби власт и моќ да простува гревови и да ослободува од грев, а потоа преку благодата на Светиот Дух врз апостолите кои што слезе, таа власт ја даде и на клирот на црквата, на свештениците, на архиереите, на служителите на олтарот. Света Дева Марија, откако го роди Христа во Ветлеем, отидува со старецот Јосиф, бидејќи имаше голем попис, смирено отидува иако беше бремена, но за да биде послушна на законот и на световниот закон, отидува и немаше преноќиште во Ветлеем, немаше кај да се сместат, се сместија во една пештера каде што пастирите и овчарите ги затвараа своите овци и по Божја промисла таму се роди Богомладенецот, покажувајќи ја својата скромност, покажувајќи ни какви треба да бидеме скромни и благочестиви во Христа. Потоа Христос Бог, кога проповедаше и поучуваше на земјата, најнапред каштевајќи се на Јордан од Јована, а потоа и проповедувајќи го Словото Божјо, одејќи по градови и села, повикувајќи ги најнапред 12 апостоли како суди на 12 Израилеви колена, а потоа и 70 апостоли како проповедници и благовестници на Евангелието на спасоносната наука, велејќи им: одете по цел свет и научете ги народите, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух и учејќи ги да пазат се што сум ни заповедал, односно проповедајте и благовестете. По Божја промисла, светиот апостол Павле со своите ученици дојде меѓу родот наш во Филипи кај првата жена христијанка Лидија, каде што го проповедаше Словото Божјо и каде што ја посеја таа благодатна, спасителна наука, духовна храна за спасение на сите нас, од која што проповед и ние постанавме деца Божји, наследници на Царството Небесно и проповедници на Воскресението Христово и на Словото Божјо и на Евангелието. По Воскресението Христово знаеме од Евангелието дека Света Дева Марија одеше на сите места каде што нејзиниот син поучуваше и проповедаше, одеше и во Гециманија и на Голгота, но пред да воскресне Господ, уште од крстот извика нас возлюбениот ученик: Сине, еве ти мајка, а мајко, еве ти син. Го задолжи својот ученик да се грижи за неја и подоцна знаеме дека по нејзиното упокојување Пресвета Дева Марија се пресели во вечноста во Царството Небесно, а тоа ни го вели светото предание, бидејќи апостолите беа донесени од секаде во вид на огнени облаци на нејзиното опело пред да почине, бидејќи самата таа посака да се види со апостолите. Претходно и Архангелот Гаврил донесе еден цвет од рајот, соопштувајќи дека нејзината молба
е услишена на незиниот син и дека по 3 дена ќе се упокои. И најпосле, откако ја погреба, ја затворија во гробот, според еврејскиот обичај, дојде апостолот Тома, кој што беше на проповед во Индија, по 3 дена и побара да го отворат гробот, но телото не го најдоа. Апостолите натажени и нажалени помислија дека некој од евреите го украдува телото незино, за да не се случуваат чуда и да не се чувствува благоухание, бидејќи на самото незино опело, на самата незина поворка, се случија многу чуда и многу поверуваа во Христа и тргнаа по патот Божи. Но кога беа собрани апостолите на трпезата, размислува и говореа за телото на мајката Божја, бидејќи не го најдеа во гробот, тогаш самата Пресвета Богородица во присуство на многуте ангели, на светиот претече и на светиот апостол евангелист Јован Богослов се појави и рече: не плашете се и не ошајувајте, јас ќе бидам со вас до свршетокот на светот. Тие незини зборови ги утешија апостолите, но преку апостолската уста на проповед го утешуваат сите векови наназад човечкиот род и денеска сите нас не утешуваат кога што ние страдаме, односно целиот човечки род во целиот свет, од ново создадената вештачка болест, која што се создаде по допуштение Божјо, да ги возмутува срцата, да не испитува, но и да не вразуми, бидејќи сите ние заборавивме на Бога, на вечноста и на Царството Небесно, опуштени во еден многу комотен живот со сите задоволства, заборавивме дека човекот е образ и подобие Божјо, почнавме да застрануваме, наместо да го исполнуваме законот Божи и Божите заповеди, ние почнавме да исполнуваме својата волја и да работиме самите против себе, а со тоа далечувајќи се од Бога и од вечноста и заборавајќи дека човекот е образ и подобие Божјо. Многу работи се случија, многу патови се случија на човечкиот род, заради удобноста, заради богатството, заради комотниот и слободен живот. И Бог, кој што промислува и посакува секој да го спознае и да се спаси, самиот посака да го допушти ова искушение, за да не вразуми и да ни докаже дека не можеме без Него да живееме и дека не можеме без Него да се спасиме и не можеме да бидеме ниту благословени, ниту да успеваме во овој живот, ниту да имаме душевно и телесно здравие. Се тоа го допушти Бог и во минатото имаше многу падови и гревови, но во последно време најмногу што го возмути Бога и го повреди е омразата помеѓу луѓето, самолюбието, горделивоста, егоизмот. Сите оние луѓе кои што немаат љубов помеѓу себе, тие го разгневија Бога, бидејќи одот на љубовта и кон родителите кон децата и децата кон родителите, а сето тоа покажа дека се покази законот Божи. Самиот Бог рече: љубете се и сакајте се и по тоа ќе ме познаат дека сте мои деца, мои ученици. Токму Господ Бог ни го допушти ова искушение, сите ние во покаяние да се вратиме кон Бога, али најнапред сите ние да се возлюбиме еден со друг, да престане помеѓу нас омразата и осудувањето, егоизмот, да завладее мирот и љубовта, да завладее единството помеѓу луѓето и навистина тогаш Господ Бог ќе ни прости за се, ќе ни го испрати својот благослов на земјата и ќе постане мир и благосостојба и доаѓањето на антихристовски задоцни и злото и смртта и болестите ќе се намалат само заради нашето покаяние и заради нашата љубов помеѓу себе. Оговорајќи го некого, мразејќи го некого, ние директно го оговараме и го мразиме самиот Создател, самиот Бог, бидејќи секој човек е образ и подобие Божјо,
а исто така самиот Бог, бидејќи не создал и не донел на овој свет, самиот знае како треба ние да живееме, да управуваме и да се раководиме, односно тој е тој кој што ни го дава животот и кој што ни го зема. Многу луѓе во последно време се опуштија и станаа поголеми патриарси од патриарсите, почнаа да ги оговарат патриарсите, владиците, свештениците, монасите, почнаа да ја оговарат власта на државата. Ние немаме право никако да ја оговараме ниту власта, ниту никои луѓе, затоа што се е од Бога, секоја власт е од Бога. Каков е нашиот живот, какви сме ние, таква и власт Господ ги ни даде. Какви сме ние, такви патриарси, такви епископи, такви свештеници ги имаме. Многу луѓе почнаа да зборуваат, веќе нема благодат во црквата. Не е точно. Секојдневно се случуваат чуда во црквите Божи, и во Вселенската црква, и во нашата поместна црква. Секојдневно се случуваат и благоканија и чуда и покрај моштите на нашиот свети епископ Велички Гаврил Светогорец во Лесново, и кај светиот Јоаники Ракотински во Скопје. Секојдневно се случуваат чуда и на божествената литургија, претварајќи се од лепи вино во тело и крв. Секојдневно се случуваат чуда и благодат Божја се излева врз секого. Но таквите луѓе, бидејќи оговараат, осудуваат, бидејќи се прават толкувачи на светите канони, а на светите канони знаеме дека само ги протолкуваа светите оци на 7 Вселенски собори и на поместните собори, а ние ги примаме со вера, така протолкувани, така вдахновени и така запечатени од Светиот Дух. Токму таквите се празни и од таквите се повлекла благодата Божја, па затоа тие не чувствуваат топлина и не го чувствуваат Бога, а велат дека во храмовите нема благослов и нема благодат Божја. Ако Бог ги поставил тие патриарси, ако Бог ги поставил тие свештеници, владици, монаси, кои сме ние да осудуваме и да разсудуваме, кога Бог направил план и економија, кој во кое време да води и да раководи, кој да управува и кој да спасува. Затоа е наше да се смириме и да се покаеме, да побараме прошка и милост од Бога, преку покајанието да ја воздигнеме љубовта, да се возлюбиме едни со други, да не се оговараме и да не се осудуваме, да не завидуваме едни на други и да не се мразиме, туку сите ние побожно и смирено да живееме, скромно и скрушено, и тогаш Бог, како милостив, ќе го отргне целото зло од светот и ќе отргне ова ново создадена болест, која што ги помрачува човечките умови, ги потресува телата, се заканува со смрт и уништува многу човечки души, како казна Божја, како допуштение Божјо. Сите ние секојдневно треба да му се молиме на милостивиот Бог и на Мајката Божја, да не избави и да не заштити од новата болест, да ни подари душевно и телесно здравје, а пак Мајката Божја, како заштитничка и чуварка на човечкиот род, како мајка на целиот човечки род по благодат, да не води по патот на вечноста, по патот на спасението, по патот на искупувањето, да не доведе до вечноста и до Царството Небесно, да ни подари душевно и телесно здравје, да можеме душевно и телесно здрави, да го славиме Бога, да живееме во овој свет и да живееме мирно и спокојно, исповедувајќи во Христа, радувајќи му се на секој нов ден што ни го дава Господ за живот, радувајќи му се на Бога за се она што ни дава во изобилие, за телесна наслада и за секакво удобство и помотен живот. Нека Господ Бог по молитвите на Мајката Божја, која што денеска ја славиме и прославуваме, нека ви подари многу здравје, сила и крепост, нека ви подари трпение, нека ви подари добар подвиг и овој пост, кој што е посветен на рождеството Христово, со радост и со трпение да го завршите, а да ја добиете најголемата награда од Бога, душевното и телесното здравје на вас и на вашите чеда, мир и благосостојба во светот и во татковината наша,
Благословот Божи врз вашите домови, во вашите души и секој пат чувани од Мајката Божја, да ги победите сите искушенија, благословени и чувани, да одиме сите по патот на вечноста, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Амин.